Божиот план за спасение на човештвото е објавен уште од првите страници на Библијата. Всушност, што е самиот почет на човечкиот род. Бог сака да се објави на својот народ и на директен и на скриен, замаскиран начин. Скриениот начин е преку така речената типологија. Според речникот Вебстер, типологија е учење за теолошките типови, например во христијанството. Работите од христијанската вера се претходно представени или символизирани преку работите, личности, настани, односи, предмети во Стариот Завет. Ова е убавината на Божиот збор. Верните знаат да се насладуваат на Божиот збор, меѓутоа тие што не веруваат не го разбираат Божиот збор. За нив е тој само една збирка на легенди, преданија, фолклор. Теолозите уште од најстари времења дали една многу добра дефиниција. Новиот Завет е скриен во Стариот, а Стариот е откриен или објаснет во Новиот. Клучот за разбирање на Светото Писмо е Господ Исус Христос. Замислете си еден сеф ако имате, а немате соодветен клуч да пробате и 1000 клучеви не може да отклучите. Меѓутоа, ако најдете вистинскиот клуч, сефот веднаш ќе го отворите. Така и со Библијата. Може човек да биде многу учен, да има докторати, а сепак да не може да ја разбере Библијата. А едно мало дете кое е поучувано во црквата, ги разбира тие. Тој е голем и чуден парадокс. Овдека даваме од пророк Исаија дека Бог му е угодно да ги објавува работите што ќе се случат уште однапред. И то само Бог го може, никој друг. Има еден многу добар стих од Колосјаните кој е поврзан со оваа тема. За сенките и реалноста и вистинското. Вика дека немојте се занимавате со сенките, туку сето тоа е, вистинското е Христос. Кои се тие сенки? Вие знаете дека човек кога оди на отворено, фрла сенка. Ако е сонцето од назад, сенката оди напред и обратно. Во Светото Писмо сенката оди напред. Значи, прво е сенката, после е реалноста и вистинското. Бидејќи сонцето Господ Исус Христос е назад, Он допрва ќе дојде. Затоа сенката е прво. Значи, нема сенка без суштина. Во Библијата прво иде сенката. Сенката се старозаветните правила и обреди, а суштината е Христос. Типологијата всушност е и често пати пророштво во скриена форма. Во Стариот Завет има многу типологија. Јас сакам да ја покажам денес типологијата на еврејските празници. Тие празници се заповедани од Бог. Сите нации си имат некои празници и ние држиме некои празници. Кога бевме во друга држава имавме други празници. Меѓутоа, овие празници што Бог ги нареди се за вечни времења заповедани. Бог сака постојано да се празнува. Како што ќе видиме, во нив е всушност представено спасението на луѓето преку еврејските празници. Тие празници се запишани во 23 глава од 3 Мојсиева книга. Заради овој однос на сенките и вистинското, ја често си имам своја дефиниција, викам, еврејската религија е како основна школа. Кога одевме на работа,
се запишуваше во документите дали некој има ниска стручна спрема, средна стручна спрема или висока стручна спрема. А христијанството е факултет. Сепак луѓето се често склони да се занимаваат со сенката, ја занемаруваат суштината и вистинското. Така правеле евреите, но така прават и многу од христијанските деноминации. Кога ќе дојде Великден, бескрајни се тие сведоштва, што се јаде, како се пие, што значат јајцата и така натаму. Меѓутоа се заборава она најбитното. Почеток на еврејскиот календар требало да биде излегувањето од Египет, куќата на робството. И патот ги води во ветената земја и се што им се случило на тој пат требаше да биде одбележено со еден празник. Овдека сите 7 празници. Празниците се делат на пролетни и есенски празници. Пролетни се првите 4 празници: Паската, празникот на бесквасните лебови, празникот на првите плодови, празникот на седмиците или 50-ницата. Потоа тие се значи во април и мај. Почеток на мај и потоа следи едно 5 месеци пауза, па во крајот на септември и октомври се другите 3 празници. Ова исто така има своја, да кажам, символика, бидејќи првите 4 празници го символизираат првото Христово доаѓање и се исполнија со првото Христово доаѓање, додека последните 3 празници ќе се исполнат со второто Христово доаѓање. Да почнеме со Паската. Ние многу знаеме за Паската, сепак да спомниме некои работи. При Паската Бог го слободи својот народ од робството, од куќата на робството во Египет, и требаше секоја куќа да набави по едно јагне или јаре 4 дена пред денот, кога требаше да биде јагнето заколено. Значи 4 дена тоа требаше невиното јагненце да живее со луѓето, и секако дека ние можеме да се замислиме колку секој семејство ќе го засакаше тоа јагне. Но сепак кога дојде денот што беше одреден, мораше тоа јагне да биде заколено. И со крвта од тоа јагне требаше со една китка исоп да се намокри исопот и да се намачкат довратниците од вратата. И тогаш, кога ќе поминува ангелот за убивање на сите првородени, во она куќа која ќе има крв, нема да го убие првородениот. Значи, принципот бил, битна е само крвта. Не било битно социјалниот статус, дали е некој на повисока степен од општеството, дури и во куќата на фараонот првородениот починал. Се разбира дека покрај евреите, ако некој египчанин разбрал за ова и поверувал и го направил истото, ангелот немало и ке него да дојде. Ја верувам дека имало такви египчани кои се спасиле, кои биле можеби пријатели на евреите, па дознале или пак се прибрале во нивната куќа. Сега, ако ова е сенката е, значи, јагнето во Египет, што е суштината? Суштината е, или вистинското, се во овие цитати, кога Јован Крстител го виде Исус Христос и рече: еве го јагнето Божие што ги зема гревовите на светот.
апостол Павле рече во посланието, Христос паската наша се заклал за нас. Тоа е суштината. Откога го заклала пасхалното јагле, они мора итно да тргнат на пат. А за пат им требаше храна, па мора да направат бескасни лебови, бидејќи немаше време да се чека, да се подига тестото, туку веднаш замешаното брашно со вода требаше да се испечи и да се тргни на пат. Јагнето требаше да го јадат облечени, со стап во рацете и да го изедат до крај. Така и ние треба Христос да го примиме целосно и секогаш да бидеме спремни за тргнување. Бесквасните лебови всушност сведочат за безгрешниот живот на Исус Христос, за неговата безгрешност. И од нас се очекува, кога ќе се спасиме преку верата во Исус Христос, да го оставиме гревот. Иако ние не можеме да бидеме идеални како Христос, сепак треба да се бориме против гревот, зашто символот на гревот е во квасецот. Квасецот е символ на гревот. Како што вели апостолот во овие стихови, да го страниме квасецот од нашиот живот. Еве како изгледа бесквасен леб денеска во Израел, кога ќе одиш во хотел, секогаш си даваат и бесквасен леб или маца. Тоа е како едни тенки плочи, како бисквити, само малце поголеми од бисквити, бидејќи ако се замеша брашно и вода, а не се стави квасец, тоа е нешто јако, можеш забите да си ги искршиш. Зато се тие тенки избодени со игла, за да може лесно да се кршат. Сигурно дека Господ Исус Христос, кога ја правеше првата причест, со ваков леб правеше, бидејќи тие според заповедта која беше 15 века пред тоа, и Христос ја прославуваше на исти начин Пасхата, како и денес што ја прославуваат евреите. И со таа бесквасен леб или маца, тој го раскрши, им даде и рече, јадете, ова е телото мое. Требало 7 дена да се јади бесквасен леб, за да се види безгрешниот живот на Исус Христос, односно да се уверат дека нема да има квасец. А Господ во својата служба 3 или 3,5 години колку служеше во своето време, еднаш јавно ги предизвика луѓето што се собира околу него и рече, кој од вас може да ме обвини за било каков грев? И никој не се јави да каже нешто дека забележал некаков грев во животот на Исус Христос, ниту пак Пилат, понтиски Пилат, кога го судеше и самиот посведочи јавно рече, јас не гледам никаква кривица во овој човек. Сега тука празникот на првите плодови. Требаше првиот плод да се донеси во храмот и да се презентира пред Господ, а наредбата беше одма по саботата, кога завршува Пасхата, после саботата е недела. Ова го символизира воскресението на Исус Христос. Во рускиот јазик
за недела се вика воскресение. Они немаат други. И мене тоа многу ми се допаѓа. Ако е ова сенка, тогаш вистинското е воскресението на Исус Христос, како што се гледа од овие стихови земени од Новиот Завет. Апостол Павле вика: Христос воскресна и стана прв плод од оние што заспаа. Потоа следува Педесетницата. Според еврејските традиции, од моментот на излегување од Египет па до гората Хореб, кај што му беше даден законот, поминале точно 50 дена. И таму му бил даден законот преку Мојсија, меѓутоа додека Мојсија беше на планината, народот пак падна во идолопоклонство со познатото златно теле. Единствено левитското племе не учествуваше во таа побуна и затоа Господ левитското племе го посвети да се грижи за предметите од шаторот за состанок, односно така наречената скинија, што символизираше храм. Да се грижат за одржување на тие предмети и да бидат племе посветено само за таа работа. Меѓутоа, суштината на овој празник, Педесетница, е излевањето на Светиот Дух. А вистинското овде е дадено, добро ова за воскресението беше, во втора глава од Дела апостолски е точно представено како се случи излевањето на Светиот Дух. Интересното е следното. Во проповедта која наскоро ја одржа Петар, 3000 луѓе се спасија. Меѓутоа, во Стариот Завет, кај што беше онај празник Сенката, 3000 души умреа од побунетите и тоа дава една голема разлика меѓу Старозаветното и Новозаветното. Апостол Павле вика: Духот оживува, а Словото убива. Ето за Левиевото племе. 3000 души се приклучија кон црквата, значи основето на црквата беше на духови. Да си член на црквата е една голема привилегија, затоа што Светиот Дух е присутен во црквата, во верните на еден нов и постојанен начин. Верните, Новиот Завет вика дека се запечатени со Светиот Дух, додека во Стариот Завет Светиот Дух пребивал одредено време ке верните и можел во случај на грев да отстапи. Затоа Давид се моли: Боже, не го одземе Светиот Дух од мене, поврати го ми вистинскиот Дух, кога се каеш. Сега има еден доста чуден празник, празник на трубите. Не се кажува што треба да се прави во тој ден. Труби во труба и оди си дома. Зошто воопшто се труби во труба? За се означи некој важен настан. Например, во војска трубата се користи за почеток на движењето, растурање на логорот, за ознака за борба, за напад. Трубата има продорен глас и се слуша надалеку. Секој превозно средство пред да тргне
почнува со труба. Бродот пред да тргне, почнува со труба. Возот пред да тргне, дава трубен глас. Автобусот и така натаму. Да даде знак за тргнување. Интересно е уште нешто за врска со трубите. Го поврзуваме со земањето на црквата. Апостол Павле во 15 глава од 1 Коринтијаните вика, еве ви кажувам тајна. Значи, таа тајна била додека апостол Павле не ја кажал, но сега повеќе за верните не е тајна. За тие што не верувате, се уште тајна. Мнозина за празникот на трубите поврзуваат и други, речам, настани значења. Кога во Стариот Завет на Мојсија му беше речено да направи 2 труби од сребро. Во друг цитат не е во 23 глава. Среброто е метал од кој се прават пари и символизира откуп. Трубењето на труба може да значи дека некој значаен доаѓа. Например, кога влегува висока личност, председател или цар или крал, труби, фанфари трубат, така наречени свечени труби. И може и вако толкување да му дадеме. Значи, тука е опишано користење на трубите во логорот на евреите, кога оделени из пустината. Ако се сетиме за 24 глава од Матеја, каде што се говори за последните времиња, во најинтересното проповед, која Господ лично Исус Христос ја кажа на своите ученици за знаците за крајот на светот, тој интересно како да направи една пауза и кажа една слика, една парабола, дека за упатените може да биде многу значајна, за неупатените може би чудно. Спомнува некаква смоква. Смоквата вика, внимавајте кога ќе пушти лисја и кога ќе омекнат нејзините гранчиња, знаете дека е близу летото. Денеска е јасно дека смоквата го символизира Израел. Израел како нација. Вие знаете дека евреите 2000 години беа ентитет кој беше познат само по својата религија и растуре меѓу сите народи, но сега се нација и има држава. Еве овде цитати од пророците кои покажуваат дека смоквата го символизира Израел. Има во Јоел 1 глава, Хосеја 9 глава, а во Езекијел 36 глава е проречено обновувањето на еврејската држава. Господ вика, ќе ве вратам во вашата земја. Значи, евреите својата земја викаат Ерец Израел или израелска земја. Денеска во светот уште се користи и името што им го даде римјаните, Палестина. Меѓутоа, тоа е земјата која Бог им ја врати на евреите, бидејќи дојде времето да им се врати. И спасението што Бог го нуди на народите е потекнува од евреите. Ја би сакал да потсетам и да не заборавиме
Самиот Господ Исус Христос во 4 глава од Јовановото Евангелие, кога разговараше со Самаријанката, изрече една многу јака реченица. Он рече: спасението доаѓа од евреите. Ние често, може би, не му даваме голем значај на тоа. Исус Христос по своето потекло е Син Божи, меѓутоа по човечките односи и он Син Давидов истовремено. И по мајка, и по очу од Јосип, и он има право на еврејскиот престол. И он ќе биде цар. Ова е од пророштвото од Езекијел 36 глава, дека Бог не само ќе ги врати да бидат нација и да имаат држава, туку и планира и да го врати духот во нив, да они го примат за свој Бог и Спасител. Така да, целта на ова објаснување е, како што има две труби, така има две сведочанства за вистинскиот Бог на светот денеска. Едното сведочанство се евреите, а другото сведочанство е црквата. Ево ова разговорот со Самаријанката. Еве и Израел и црквата со цитати од Светото писмо гледаме дека сведочат за вистинскиот Бог. Е сега, ако сведочиш против некој злостор, злосторникот ќе те мрази. Тоа на сите нам не е јасно. А кој е злосторот на човештвото? Што го отфрлат Бога, што го отфрлат неговиот Син Исус Христос. Он се нуди за спасение 20 векови, а тие го отфрлаат. Вам ви е познато во криминалистиката дека сведоштвото е многу важно да се покрине обвинение. Оној што направил некое убиство или друг злочин, ножот или пиштолот гледа да го или сокрие, или уништи, или да го фрли во најдлабокото море да не може да се најде. Така денес имаме омраза од многу народи против евреите и против христијаните. Да не се залажуваме, тие што ги мразат евреите, ги мразат и христијаните. Може би имаме понекогаш илузија дека ете христијаните нема да ги мразат, меѓутоа оние христијани што се навистина Божи, тие се мразени од светот, практички од сите народи. Владеачката елита се безбожни луѓе. И ако Бог тоа сето не го контролира, овој свет одамна немаше да постои. Денеска ние гледаме што се случува на светот. Интересно ми дојде една асоциација кога Киро ги нудел книгите што Мите ги напиша за откровението. Луѓето со голема желба ја барале втората книга. Ајде, вика Киро, кога ќе дојде втората книга? Сакаме да видиме до кај сме со... Ја мислам дека таа желба на луѓето да знаат до кај сме, кога ќе дојде Христос, и е нормална и може би треба ние сами да се контролираме, да не... Но човек сака да знае. Но Господ рече за денот и часот никој не знае освен мојот Отец Небески. Ја верувам дека и годината никој не ја знае. Но сепак можеме да речеме со зборовите на Господ Исус Христос и на
апостолите, времето е близу. Зошто можеме да кажеме дека е близу? Ја мислам повеќе гледајќи ја меѓународната политика отколку националната. Тоа што се случува во светот денеска е страшно. Бог рече, земјата е моја и градот Ерусалим е мој. Тешко на оние што сакат да го делат. Ако сакате да знаете колку сме близу, гледајте во светската политика што прават со Израел и што прават со Ерусалим. Кој го дели и зошто го дели. Па ќе ви биде јасно дека времето е близу. Дали денеска требаше да почне конференција за Израел и палестинците во Париз. И на таа конференција не беше поканет Израел. Палестинците сакале друг да им даде на тањер, на тацна држава. А Нетанијаху вика, дојдете да се договараме. Они неќе да дојдат. Они сонуваат да им ја земат земјата, да ги уништат и да им го земат градот Ерусалим. Неверојатно кој се го сака Ерусалим. Тоа не треба ни да се кажува, наведно. Значи, времето е близу. Интересно е некои пасажи од Новиот Завет. Се до кај стасав многу да не можам од овде да гледам. Веројатно, случајно може да сум стиснал. Се тука ми е во... за откупот, да. Ден на откупот. Многу интересен празник. Во оригиналот таму се вика измачувајте ги душите ваши. На евреите им е заповедано да ги измачуваат душите. Они обично тоа го свајчат и преведуваат постете. Фактички тие еден ден постат. Нема многу пости во еврејската вера, како речеме во традиционалните цркви што се пости многу денови. Значи, бидете жални, седете во прав и пепел. Што значи овој празник? Тоа, ако сенката е тоа жалење за нешто, суштината е она жалење што ќе ги спопадне евреите кога ќе го видат Исус Христос како доаѓа да ги спаси. Тогаш тие во Захарија вика ќе погледнат на оној што го прободува и ќе плачат за него како за син единец. Во пророк Захарија. Тоа е веќе наредниот празник. Во послание до римјаните апостол Павле вика, кога ќе дојде денот, целиот Израел ќе се спаси. Тоа не значи дека сите евреи ќе се спасат, дури на други места се кажува дека 1/3 од народот. Меѓутоа, нивното спасување ќе биде нешто слично како кога има пробудување во црквата. Масовно ќе препознаат Господ Исус Христос, оние што ќе останат од сите тие големи неволи, зашто следат големите неволи кои се наречени во пророците маката на Јакоб. А Јакоб е Израелот. Според многу теолози, црквата нема да учествува во големите неволи, барем не оваква црква како што е сега.
бидејќи црквата е вереница Христова. Значи, празникот на покајанието на еврејски, они го викаат Јом Кипур, после него иде празникот на Сеници. Празникот на Сеници во својата форма како сенка требало евреите да 7 дена живеат во колипки, да си направат од гранки и да си живеат во дворовите на своите куќи. Ништо да не работат 7 дена, и тоа го символизира 1000-годишното царство. Сега, кога ги видовме, значи, преку овие цитати, сенката и суштината на овие празници, дека во нив е символизирано планот Божи за спасение на човештвото и за иднината, да не останеме само со знаење и надувани глави, туку да извлечеме некоја поука за нас. Бидејќи Бог го објавил иднината, објавил спасението, тоа е достапно на секого. Како е достапно? Преку пораката на Евангелието. Од една страна го имаме Божиот план за спасение, од друга страна го имаме сотонскиот план на измамата. Например, се промовира веќе една светска религија. Овој нови светски поредок што се припрема, тоа е фактички нов обид да се прави вавилонската кула. Да си бидеме сите едно, но тоа нема да успее. Затоа и не ги сакаат христијаните. Тоа не е по Божјата волја. Еве тука цитати кои покажуваат уште во времето на апостол Павле предвидува што ќе се случува на крајот на времето, дека се развива една измама, затоа ние треба нашиот избор и нашата вера да се утврдиме, за да немаме страф од овие работи што доаѓаат. Зашто англичаните велат: припреми се, за да не се плашиш. Be prepared and not scared. Значи, кој е припремен нема да се плаши, а кој не е припремен се плаши и има причина зашто да се плаши. Зашто ако не сме утврдени во вистината, дека вистината е во Христа, во Евангелието, многу лесно може некој да не излаже. Еве, овој цитат овде вели: сите кои не ја поверува вистината, не ја сакат вистината, ќе прифатат лагата. Постои лага која се проповеда. Денеска многу политичари, па и цели цркви и црковни водачи сака да го спасат овој свет, овако како што имаме, се погрешени, се поголема побуна против Бог. Но не може да го спасат. Ние веќе видовме многу земјотреси, вулкани, цунами и други страшни работи, но тие нема да намалуваат, тие ќе зголемуваат. Браќа и сестри, да бидеме спремни, да си го утврдиме нашиот избор. Зашто следната суштина од овие празници е баш земењето на црквата.
После доаѓа денот на покајанието и на сениците. Тоа ќе биде поврзано со второто Христово доаѓање. Макар да и разлико на трубите е тесно поврзан со второто Христово доаѓање, зашто трубите означуваат покрет, напред марш. Сега ние во ова време, кога не го знаеме точниот час, што треба да правиме? Секако не треба да седиме со скрстени раце и да плачиме, нити пак да не фате некоја еуфорија, па да облечиме бели облеки, па да одиме по планините. Туку треба да се молиме, да работиме, да му служиме на Бог. Дали срцето ни е во светот или кај Бога? Во што уживаме? Дали во светот или што сме избрале? Дали телесните уживања или служењето на Бог? Кои се нашите мотиви? Бидејќи сме дошли веќе до крајот на епохата. Исус ќе биде победникот. Дали сме ние со Него? Тој ќе ги уништи сите своји противници. Дали сакаме да бидеме победници? Значи да љубиме, да се грижиме и да се молиме. Ја би го повикал и овој цитат од 1 Коринтијаните 14. Какви труби сме ние? Ово исто еден цитат од апостол Павле, неверојатно нешто деновиве, еден клип најдов на интернет, многу големи светски политичари држат говори и викаат мир и безопасност, peace and security, тоа е на енглески мир и безопасност. И сега кога ќе увидиш тој истиот политичар едно на разни конференции го вика истото, од 10 пати, peace and security, па после некој друг голем политичар. Peace and security. Ќе речеш, ова не е ли вистинско она што е речено во Светото Писмо? Неверојатно, секој од нас ја верувам дека има сведоштво дека она што е напишано во Светото Писмо и лично сме го доживеали. Например, јас сеќавам кога се обратив и му сведочев на татко ми и тој рече, абе што ќе ми кажуваш ти сега? Од кога умреа татковците наши, вика, се си стои како што било. И јас се сетив дека тоа го пишува во Петровото послание. Во друга една прилика, пошто јас бев професор на факултет, со големи интелектуалци сум разговарал, сум сведочал, и во една прилика еден професор ми рече, абе тој неќеме да царува тој над нас. А истите тие зборови се од Евангелието, зашто Господ Исус Христос која кажа приказката за царот кој отиде да прими царство, а тие што го мразеа викнаа по него, неќеме тој да царува над нас. Сега пак е ова peace and security, како да го зели од Библијата. И затоа кога велиме близу е, овие се знаците. Близу е. А колку е близу, не знаеме. Значи, наше е да се одлучиме, бидејќи има две дестинации. Или ќе победиме, или ќе бидеме поразени. Или ќе бидеме спасени и ќе живееме со Господ вечно, или ќе бидеме вечно помаки. Луис, еден христијанин и филозоф, имал многу така луцидни дефиниции и бил и христијанин и филозоф и многу го цитираат, зашто има многу убави дефиниции. Тој рекол, кога ќе дојдеме на крајот,
Не, ќе има само две врсти луѓе. Едните ќе му речат на Бог, нека биде волјата твоја. А на другите Бог ќе им речи, нека биде вашата волја. Цитатот продолжува, сите кои ќе бидат во пеколот, тоа самите го избрале и за тоа одлучиле. Ако не постоеше овој избор, немаше ни да постои пекол. Ниједна душа што сериозно и постојано бара радост и љубов, нема да биде лишена од тоа. Тоа што човек го бара, тоа и ќе го добие. Бидејќи Исус рече, на тие што чукаат ќе им биде отворено. И така да се спремаме за крајот на епохата. Христијанството не учи пропаст на светот, него крај на овој систем на овој свет и почеток на еден нов, подобар. Па на крајот уште речиме, Господ што ќе им рече, ќе му рече на секој од нас? Тој ќе има два одговори. Добро, верен и добар слуго, влези во радоста на својот Господар. А на други ќе им рече, не ве познавам, отстапете од мене сите кои вршите беззаконски дела. Во Петта Мојсиева, самиот Мојсие го поучува народот со една проповед и му вели, изберете живот за да живеете. Да го прифатиме Исус Христос за наш Спасител, да веруваме во Евангелието. Христос пострада за нас, беше погребан и на третиот ден воскресна. Да исповедаме вера во Исус Христос за спасение на нашите души. Господ да не благослови.